Епа, добро утро, драги мои, и добро дојдовте во уште едно видео. И да ви кажам, добро дојдовте во Берово. Денеска прв ден, малку ќе се рашетуваме, да видиме што има интересно овдека, да испиеме едно кафе, па потоа ќе посетиме неколку места, да видиме какви се цените, каква е услугата и дали ова место заслужува да биде getaway од топлите горештини. Епа, ајде да уживаме малку. Берово е и многу интересен град. Јас сум пред зградата на музеот. Имаат искрено прекрасна клима за преку лето. Ова е споменикот на Никола Русински, Никола Петров Русински. Можам да кажам дека има поприлично добра клима преку лето. Вечерните температури паѓаат негдека, например, синоќ беше 11 степени, додека во Скопје температурата е негде околу 40. Интересно градче, малецко, полно со чист кислород, и можам да кажам дека според мене двата најубави хотела се сместени во Берово. Аурора и тоа е манастир. Се отвара и нов ресторан Антико во центарот на Берово, така да, дечки, продолжуваме со оваа разгледница, ќе седнеме на неколку места да си пробаме некои домашни специјалитети. Мене телефонот повторно ми звони. Ајде да видиме што ни нуди овој град. Органски шумски мед. Видите колку го сооружива. Органски шумски мед. Има на уште неколку места такви продавнички. Се разбира, продавнички за све и се што. Искрено ви кажувам, Берово е многу убаво место. Пробуваат да бидат и они модерни со инфраструктура, терен за мал фудбал, со мало теренче за кошарка. Да знаете дека во градов има многу ловџи. Скоро сите си имаат, како се вика, атевиња 4x4 или вакви убави джипчиња кои вистина се прва лига. Сабајле требаше да буквално трчам овдека. Тука е најубавото место за трчање. Зашто бе луѓе? Зашто загадуват? Офлегам малку. Имаат убаво паркче, убава стрим патека, убава патека за трчање. Значи, утре од сабајле ќе дојдеме да трчаме овдека. Како додетна опрема не земав, ја земав само камерата, не земав ни оној стик, ни ништо. За да можам малце од подалеку да снимам, морам камерата да ја држам во рака, среќа си ги земав микрофони, станати работи што ми требаат за снимање. Прво кафе пиеме во местенце кое што мислам дека е единствено во Берово кое прифаќа карт плаќање со картички. Иначе изгледа како рок клубче, бидејќи Commitments велико се пршти. Right Saler Right, еве ми го кафенцето, ми стигна, фала пуно. Местото иначе се вика City Pub. City Pub и као рокерско место. Добро е. Гитарчиња, мртвачки глави, многу убав шанк. Изненадувачки.
кое? Поприлично во место има доволно простор за смести поприлично гости. Можам да приметам дека и добро размрдано е перово преку лето. Пополеко го завршувам кафево. Извини, чекай. Местово е преку ден, како што можете да видите, ме потсеќа искрено на Битоло. Сите сакаат да се тепаат да седат на прва фронт линија за да видат кој ќе помине. Сега ќе поминеме. Има и парфеми. Какви машки парфеми имат инспирирани од бренди? Кажете ми прво, ме интересира која ви е цената на... Еве тук позади, ќе се видите сами долу. 35 мл 850, 1450 и 2100. Да. Од 105 мл. Од 105 мл. Да. Може ли да го мириснам Крит? Да, много го парфем. Крит. Ова беше Крит? Да. Века 200. Кој е тој? Да. Ама ми мириса на омекшивач за... нешта. Кажи ми, овие пакувања, колку ти се малецките? 200 дена е едно, ама не од 5 мг 200, од 10 е 400. Прадата е убав. Прадата општо и машките и женските се много убави. Дечки да видите како изгледаат. По принцип, имаат поприлично голем избор. Ова ви го покажам. Ќе ви оставам дескрипција доле, да си знаете која сте уперо, доколку си го заборавите парфемот кај да дојдете да си купите. Ништо, се гледаме покасно. Фала ви многу, поздрав. Значи, дечки, ако сте го заборавиле парфемот, си дојдете во Елеганс. Елеганс се наоѓа одма крши црквата во строгиот центар. Тука го завршуваме овој дел. Журката почна коначно. Значи 11 саат навечер. Ја морам повторно да излезам за да отидам на журка. Ајде да видиме што е уствари. Како што можете да видите, Беровчани навистина знаат да се забавуваат и како што можете да видите, јас сум у кошула, дуксери, 2 мајци од оздола. Ако во Скопје 41 степен навечер, овдека 11 степени, така да дефинитивно ултимейт место за да побегнете од градската топлина. Овдека станува темно, така да ајде. Епа добро утро, драги мои. Јас сум во Берово. Сместен сум во Мрс. Мрс е, уствари, искрено кажано, во Берово најдобрата кафана и позади кафаната имаат апартмани. Јас сум сам во цел комплекс, буквално, благодарејќи на мои пријатели. Вчера стигнав попладне и имав прекрасна вечер. Рано станав. Колку што можете да видите, од тренерка сум овдека е некои си 18 степени. Интересно е што апартманиве на Мрс од Сабајле се под ценка и малце поладничко и едната и другата страна. Од другата страна имам убава тераса и убав поглед. Така да, дечки,
Сега е 6:20, а сега ќе се истуширам. Ова е кратка најава. Ако не ме следите, заследете ме Евиро76 на YouTube. Органски го растам YouTube. Кој сака да гледа, нека гледа. Видеата ќе бидат такви какви што се. Така да, дечки, останете со видеото во следните 25 до 30 минути. Добро утро. Како сте? Супер, одлично. Еве ќе одиме малце да шетаме и да пиеме кафе. Значи, одиме у ден 2. Од Сабајле станав, бев трчав покрај брегалница и има таму едни љуѓашки, па на љуѓашките малце се растегнував. Се вратив, се истуширав, бев во апотека бидејќи си изгорев ногата на алспухот од моторот. И поприлично лошо. Па бев да си купам гентамицин и некој ханзапласти. Денеска на репертуар имаме кафе и манастир, да видиме дали ќе ми дозволат да си имаме нешто интересно кај нив, бидејќи нивниот хотел е фантастичен. Имаше вчера нешто жива музика, вечер ќе има повторно. Идеме до продавница да земеме нешто. Пин маркет во строгиот центар на Берово. Одлично. Подобрена, фала ви, многу поздрав. Се завршивме работата. Чекај, баш ме интересира, го прашам мома. Кажи ми, кога ги ставаш шишињата внатре, што добиваш? Кој? И добро, не што значи? На пола. На пола. Значи сега Пола имаш за тебе, 130 е така. 133 денари. Или 138 денари. Да. 138 денари за машината, 130 денари за тебе. Ете, гледате луѓе како се... убав ден. Убав ден е на тебе. Како функционира системот на пантање во Македонија. Се седнуваме на истото стандардно место од вчера. Сакам едно нескафе, полулажичка шекер, појако да биде со млеко, може и со шлак, ама без крей. Фала ти. Најубавото кафе, дечки, дефинитивно најдоброто нескафе што сум го пил било каде во Македонија. Значи, опека на вистина обрнуваат внимание како ви го прават кафето, поготово првото утринско, како што ви кажав, дека во Централ прават на вистина убаво кафе, нескафе. Ама не примат картички. Ајде, насмевки, одиме понатаму. Едно од интересните места овдека во Берово за посетување, и не е многу далеко од центарот, е Ловниот дом, едно прекрасно место, каде што денеска ќе ручаме. Немам најавено снимање, во секој случај, но знам дека имаат диви животни во нивниот двор, имаат телени, зајци, пауни. Во се изгледа нема да ќе почитувам приватно, затоа што тука има многу гости и едно од најпосетуваните места каде што има прекрасна храна. Нема да снимам внатре, нели, за да не ометам на гости, на другите гости, али затоа ќе ви покажам како изгледа местото. Местото има буквално преубава тераса, каде што ќе си пиеме кафенце и ќе јадеме. Мислам дека од тука се поминуваше да ќе ви казам потребата. Леле, ќе ме утепа некој ако ме види дека казам потреба. Да направиме некоја фотка од овие убави ленчиња. Они се многу питомни. Зајчини насекаде. Некои се во кафезите, некои се излезени од кафезите. Ќе одим сега надоле на кај нив да ги снимам. Иле Зеко Пеко. Зеко. Ето. Тоа мило, браво мило. Браво. Едно црнице малесто цртка. Тоа
Прекрасно. Можете ли да кажете? Здравствуйте. Еленчињата се и срничките се скриле од ветерот на вистина преубаво место. Сладки се убави се ко бомбончиња. Дечки, значи тоа е. Ловен дом Берово, ефтина храна, можете со деца да си дојдете, да се релаксирате, нема да ве кошта многу, во секој случај многу поевтино nego во Скопје. Јас се наречев Кока-Кола. Навистина ви е ова прекрасно место за одмор. Да знае, пирушка една ќе може да добијам. Со сос. Фантастично. Хвала. Место за воопшто не е скапо и многу поевтино него во Скопје. Еве, прилика цените да ги видите како се. Значи не е воопшто скапо, јас се нарачав пирошка. Така да дечки, уживајте. Седнавме и ручавме во ловен дом. Една пирошка и една Кока-Кола, 280 денари со тартар сос. Така да, ете ви еден оброк, 280 денари. Не е многу скапо, од прилика ги видовте цените во менито какви се. Одиме понатаму, одиме во манастир. Наоѓам пред хотел Манастир. Имате вистина многу работи да видите, како например имаат направено како убаво ателје каде што е изложено оружјето на дедо Илјо Малешевски, интересни пушки, ножеви од времето на 903-та. Самиот објект како објект е фантастичен, значи лудило, храната им е на највисоко ниво и можам да кажам дека одека во Берово единствено место каде што е задржано традиционалното на македонско, значи традиционална храна, традиционален изглед на местото е хотел Манастир. Епа дечки, ајде да одиме и да пробаме клиси со брас. Благодарам. Ова ќе биде многу интересно. Јас во принцип не јадам многу, како што знаете. Ќе се ставам свинско. Дечко, ја мислам дека ова се најдобро потрошените 400 денари до сега од престојот Берово. Дојдете во Берово, сокрите се од Скопската гориштина на 11 степени овие 2 дена и пробајте ги сите можни специјалитети. Верувајте дека за 4-дневен викенд нема да ви бидат потребни повеќе од 100 евра. Ако сте повеќе од еден, повеќе од мене, тогаш ќе ви бидат потребни повеќе пари, се разбира, затоа што повеќе ќе јадете.
беа вкусни клисиве што и мачка па путерно го направи тамерот. Дадов на ните дечки, завршуваме тука со хотел ресторан Манастир. Ајде. Значи, искрено ова изненадува. Веќе има жива музика, сред Берово. Излегов малце да се прошетам и приметувам дека Берово ќе има нов ресторан насред центар, кој ќе се вика Антико. Кога ќе се отвори, не знам, ама вака како што гледам, изгледа многу интересно. Се спрема некоја интересна журкичка. Значи, можам да заклучам дека навистина преку лето Берово има ноќен живот. Можам да кажам и изненадува. Пред да одам во Аурора, на самиот пат кога ќе излезете од Берово на кај Аурора, има едно паркингче од вашата десна страна. После паркингчето на некои си 10 метри има пат кој води до Манастирот Богородице. Манастирот Богородице е интересно место за посетување, доколку не сакате да бидете во град, по кафичите, по рестораните, да буквално бидете во природа. Ова е место каде што беровскиот чист кислород ќе ви помине низ вашите вени, буквално. Така да одиме до манастирот, па продолжуваме во Аурора. Ова е Божи убавина. Значи, се наоѓам во дворот на Манастирот Пресвета Богородица во Берово и можам да ви кажам дека само што влегов почувствував енергија невидена. Преубаво се чувствувам. Преубаво, преопуштено. Луѓе, ова место овдека, значи дишам со полна плуќ. Ова место овдека е смирувачко, чувството е смирувачко и нема зборови. Манастирот е многу убав, иако беровчани веруваат дека бил многу поубав пред да се стават овие ѕидови. Преубаво место за релаксирање, да дојдете да се поврзете повторно со Бога. Така да, дечки, уживајте. После Манастирот Пресвета Богородица продолжуваме према Аурора. Избирам момент пред да се качам горе во Аурора да дојдам малце доле на езеро и да уживам малце во погледот и забележувам дека трим патеката што е покрај самото езеро, пешачката патека е тотално прљава. И ете како еден мал совет, нели, до Беровци. Беровци имате навистина преубава природа, поготово овде околу езерото. Потрудете се да ја чувате барем чиста. И сите оние гранки кои сте ги исекле, можете да ги тргнете, нели? Не мора да стоят тука. На само некои си 10 километри од Берово се наоѓа хотел Аурора. Хотел Аурора е изграден буквално на една линија каде што поминува чист кислород. Затоа кога ќе дојдете овдека, телото ви е
опуштено и релаксирано, главата многу побистра. Хотел Аурора е со 5 звездици, е спа, хотел центар, базиран во близина на Берова. Немаат толку многу специфична храна, традиционална храна, повеќе се базирани на европска кујна, но затоа можам да кажам дека го имаат најдоброто Нескафе. Но све што е убаво е и скапо во Македонија. Колку би ви коштало од викенд престој овдека во Аурора во Берова? Преполно од гости, значи преполно доаѓаат да ги истовараат со автобус, но стигнаа менијата. И буквално сум малку изненаден затоа што јас бев овдека есенско-зимски период. И се изгледа имаат 2 менија. И цените тогаш беа многу поразлични од претходните. Јас ќе ги снимам и менијата, но кратки црти ќе ви прочитам. Пивата се движат од 140 до 270 денари. Алкохолните пијалоци Хендрикс е 460 денари за 0,5, додека водките се околу од 100 денари па нагоре, коњаците се што знам, 140 така, тие цени. Безалкохолните пијалоци, Кока-колата им е 140 денари, Нескафето им е 190 денари, кафињата им се поприлично скапи. Коктелите од 220 денари до 500 денари. Тоест 390 денари, се извинувам. Пијалоците отприлика им се движат така, додека менито за храна им е буквално како да јадете во Франција. Салатите, најевтината салата е витаминска мешана од 390 денари. Најскапата салата е зелена салата Парма, која е 520 денари заедно со пилешката Цезар. Иста цена, предјадењата им се даски од 590 денари до 1600 денари. О, Боже Господи, сирењата да не ви кажувам. Сирењата по парче за 100 грама од 590 денари па натаму. Традиционалните локални специјалитети им се како да нарачувате бифтек во Париз. Главните јадења им се најевтиното свинско филе на скара 790 денари, па све до 1820 денари, каде што можете да нарачате бифтек во сос од бргање. Вау. Значи, дечки, летно време ја би препорачал базирајте се повеќе на Берово, Мрс. Вчера бевме во манастир се цените уполу од Скопје, овдека цените се пута 3 од Скопје.
Така да, луксузно е, убаво е, спа центарот им е многу малец, да знаете. Не се исплати за тие пари. Сега градат нов спа центар. Во почетокот кај што влеговме, кај што беше онаа зелената тарава. Овој спа центарот дека е многу малец, многу мал затворен базен. Надворешниот базен е на вистина убав и голем, но спа центарот е прилично мал. Имаат едно джакузи, една сауна, мал базен натре и мислам дека 2 до 3 простори за масажи. Толку е спа центарот. Сепак би рекол, ако кажам дека е резортен спа, кога ќе направам споредба со резорти и спа центри што сум ги поминал во животот, ни светов, ни малку не сме близко до тие стандарди, до тој квалитет, но затоа можам да кажам дека овдека вреди таа линија на чист кислород, што поминува, каде што во самиот момент кој ќе дојдете овдека, буквално телото ви е толку релаксирано што мислите дека ќе заспиете. И така, дечки, полуразочаран, го напуштам Аурора резортот и спа и си тргам на кај Скопје. Тука го заокружувам ова видео. Тука на вистина преубаво. Преубаво. Ама не е за секого. Како и секаде во светот. Луксузот секогаш кошта. Криво ми е што за само 8 месеци цените драстично скокнале. Не беа истите цени кога бев јас тука прошлата година, на крај на прошлата година. Што да ви кажам? Значи, Берово како дестинација е фантастична да ја посетите, но со сместување пробајте да најдете поевтин смештај. Храната во продавниците е малку поевтина за разлика од Скопје, додека доле во центарот на градот храната во рестораните и пијалоците се многу ефтини. Исто така и пак ќе кажам браво за Дина Муцунска. Дина, правиш прекрасна работа што цените ти се буквално прилагодени за секој буџет. Воопшто не е скапо во ресторанот кај нив и што друго ви кажам, посетете го Берово, нека биде ваша летна дестинација за одмор и за бегство од градската жега.